raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Mir vam, tatko moj. Ti koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na neboto, taka na zemljata, taka i vo moje to srce. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što im gi proštevame i nije. Daj Bože da im gi proštevame na naši te dolžnici i ne vovedi u iskušenije, no izbavi ne od lukavijot. So tebe možeme se, zašto tvoje je carstvo to, silata, slavata. Sve je od tebe i za tebe sozdadeno, osite vekovi. Zboruje i denes kan izmene, tatko moj, u imeto na Gospod Isus Hristos, neka sekoj zbor go dobre, gi dobre site onije koji imat potrebu tvoja ta ljubov. Ti zboruje, neka bide živo slovo, koje go rasplamtuva duhot na bednite pod duh. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, zboruvame Efesijanite, apostol Pavle, 3. glava, denostana Pavle među nejudejcite. Zato sum jas Pavle, zatvorenik na Isus Hristos. To je zatvorenik fizički vo zatvor, no je zatvorenik vo kafezot na telo to. Telo to je zemljana priroda i teži kon zemljata. Sozdadeni sme od kali, od prav zemna. Mirni ima dve kućinje koji gira nam. Mirni. A dušata koja je vdahna duhot, treba da izbere da li ke se vrati vo duhovnata priroda ili ke se vrati vo zemljata. To je suštinata, zato je veliko i seje vo zemljata, ke poseje, ke požnaje smrt. Zato sum jas Pavle zatvorenik. To je zatvorenik i vo telo, to i vo zatvor na Isus Hristos. Za vas ne zna bošcite, slava ti Gospod Isuse Hriste. Бидејќи ја чувте распределбата на благодата Божја, koja mi je dadena za vas. Vidite, toј оди изборува од Савле стана Павле. To je преобразба koja може само во духот да се случи. Бидејќи ја чувте распределбата, претходно беше учен во старомакедонска и во израелска традиција и филозофија. Некој ќе рече во елинска. На кој не јазикот, бидејќи ја чувте распределбата на благодата Божја која ми е дадена за вас, беше полн со знаење и ги гонеше христијаните. Но потоа ослепе, односно свати дека е слеп, односно падна од конјот, падна од својот ум. И потоа Исус му се објави. Кој си ти? Павле, Савле, зашто ме гониш? Савле, што значи просветен, а Павле значи најмал, дете Божјо, односно дека преку откровение Бог ми е соопшти тајната. Значи, добро е да имате сотрудник, сонаследник Божи, син Божи, помазаник кој во дух ќе ви зборува преку откровенија. Нема да зборува од себе си, од својот ум, од својата волја и да мисли дека е тоа Божјата волја. Со цитати и раскажување на содржини од Библијата, за да може да разбере што е широчина и длабочина, дека преку откровение Бог ми ја соопшти тајната. Како што и погоре ви напишав накратко, значи ова е дух и живот. И треба да се преведе на телесниот јазик за да разбереме. Односно на едно место Исус вели: се помоли Господ Отецот да им го отвори умот. Да ви го отвори умот, да го разберете писмото.
Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христа. Тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Знаете, ние сега зборуваме за јавност, нели? Те сакам, Господ Исусе Христе, за јавен однос, за исповед на вера во Исус Христос. Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил. 3 глава 4 стих, тајната на Христа која е на синовите човечки. Тоа сме сите ние без Исус, синовите човечки. Од поранешните поколенија не им беше објавена. Како што сега се откри. Пазете, во луѓе се откри, во живо слово, на неговите свети апостоли и пророци, преку Светиот Дух. Претходно ние го имаме тој момент. Ајде куца. Претходно го имаме тој момент. Тие го читаат Стариот Завет, го знаат наизуст и го распнаа Исуса, не го познаа Исуса. Сега им се јавува во живи тела, во живо слово. Ти си жив камен во црквата. Тајната на Христа која е на синовите човечки. Еден од нив е апостолот Павле. Од поранешните поколенија не им беше објавена, како што сега се откри преку неговите свети апостоли и пророци, преку Светиот Дух. Претходно пророците зборуваа, знаете, за да бидат и незнабожците со наследници. Ние го имаме Стариот Завет, избран народ, израелците имаат завет со Бог. Сите други се нечисти. А сега имаме сосема друга состојба, за да бидат и незнабожците, апостол Павле. Нели отиде кај другите народи, кај македонците, по повикот на македонецот. Иако денеска, луѓе што велат дека се христијани негираат дека постојат македонци. Тоа е интересен момент. На степен на нељубов, велиш дека си христијанин, а немаш љубов. Нема таков христијанин. За да бидат и незнабожците со наследници, делови на едно тело, не повеќе заедници, едно тело чие што глава е Исус. И соучесници на ветувањето Божјо во Христос Исус преку Евангелието. Значи соучесник си, соучесник, претходно си слуга, раб Божји, па си сотрудник Божји, почнуваш од срце да го работиш, па си соучесник, па си сонаследник, па му поверува на Бог што ќе ти каже. Отецот Небесен и стануваш пријател Божји и син Божји, кој го води Духот. Е тоа зборуваме, Духот Божји. Ти зборуваш од себе си, проповедаш од себе си, ги учиш луѓето од себе си толкуваш сами од себе. Не си му ја предал власта на Исус. Не си му го предал своето срце на Исус и својот ум да биде возобновен ум, да разбере што е ширина и длабочина и височина. Значи Божјото Евангелие на кое му станав слуга. Апостол Павле, забележете дека христијанин подразбира служење на Исус. Служење во љубовта. Според дарот на благодатта Божја, секој може да служи дадена под дејството на неговата сила, зашто силата е негова. По извесен период, често го повторувам тоа, луѓето сваќаат дека немаат сила, ќе почнат да овкаат и тогаш почнуваат помалку. Претходно не сакале да слушаат за Исус, дека има некој Исус таму, што дарува живот вечен. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мене најмалиот од сите светии. Таа благодат ми се даде да им проповедам на незнабожците, на неискажливото богатство Христово. Значи го имаме тој стих, ќе изберам народ, Дела 15:14, што ќе го прослави моето име. Вели самокниот Бог. Потоа апостол Павле го сонува македонецот, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш разбравме дека Господ не повикал кај македонците, да го шириме светото Евангелие и да расветлам на сите во што се состои. Апостол Павле распределбата на тајната. И кога ќе ги читате посланијата 14 од 27, значи 13 се другите, апостол Павле, тој објаснува како се доаѓа до Исус, што значи да се биде христијанин, како треба да постапува еден христијанин. И тие се лесно разбирливи, ако ги читате и ги почнете да ги применувате едно по едно. Значи тајната криена со вековиот Бога кој создаде се. Тој создал се преку Исуса Христа, се ова на земја и на небесата. Господства, престоли, луѓе, животни, птици, минерали. И се што е на земјата е подложно на спасение. Мудрост Соломонова, та многоликата мудрост Божја, еве ја мудростта, да им се објави сега преку црквата на началството и властите небесни.
Те сакам, Господи Исусе Христе, според предвечната одлука која Тој ја изврши во Христос Исус, нашиот Господ. Одлуката е се распна себе си, плати за нас. Големиот татко, видлив во Исуса Христа, слезе на земјата. Ја пролеа својата света крв со оглед дека потполно живееше. Исус беше исполнет комплетно во дух од Него. Небесниот Отец се распна сами од себе и плати за нашите гревови. Го плати цехот, кога ние не ќе можевме да го платиме со мирен ум и ќе требаше да служиме по разни состојби и форми. Ново небо и нова земја, затоа ќе има. Во кого преку верата во Него, имаме слобода. Преку верата во Исус Христос имаме слобода да се доближуваме. Да се доближуваме со доверба до нашиот небесен Отец. Ние зборуваме за близок однос со Исус Христос. За нашиот небесен Отец. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас, кои се ваша слава. Негова слава. Слава. Значи имаме, преку Исус имаме доверба, односно слобода, да се доближуваме до Отецот Небесен. Близок однос, помирување со Бог. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот. Те сакам, Господи Исусе Христе. На едно место вели, мислете постојано мислете на Исуса Христа. Да не додат други мисли. Зошто мислите лошо на едно место, им вели во срцата ваши. Дали ова ќе биде, дали она ќе биде, види овој што ми направи. Знаете, кога ќе ги имате вие Исусовите мисли, мислите на Исус Христос, размислувате како Тој постапуваше, се фатите за еден стих, например, љуби го својот ближен како себе си и го применувате, а потоа почнете по другиот, трпеливо поднесувај навреди. Или, љубовта не го помни злото. Те сакам, Господи Исусе Христе, простување. Те сакам, не осудување. Затоа ги преклонувам колената своји пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос. Ете како се застанува. Како застанал апостол Павле. Колената ги преклонувам. Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Татко мој, и велам Ава, Оче, кога ќе дојде Духот, тој ќе вели Ава, Оче, Татко мој, небесен, се враќам пак кај Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе, во Божиото царство. Значи, од кого се именува секој род на небесата и на земјата. Така и македонците се именувани, запишани, а православни народи околу нас негираат, како бугарите и грците. Што да кажеме за албанците, кои се поголем број се муслимани? Видете, ние имаме сега потреба да ја завладееш Македонија, зашто таа е Божја земја, како и Израел, кои имаат потреба да го завладеат. Пишана, именувана, два избрани сада за Исусовата слава, за славата на нашиот Отец Небесен. Значи, од кого се именува секој род на небесата, ги свиткувам колената. Татко мој, пред Тебе коленичам. Силата Твоја во нашите срца и Твојот мир и Твојата љубов за сите оние кои ќе кажат Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, да ви даде по богатството на својата сила, својата слава, сила. Да ни даде сила да се утврдиме преку Духот Негов, Духот Утешител, Духот на вистината, Неговиот Дух во внатрешниот човек. Го има тоа во Коринтијаните. Тело телесно и тело духовно. Ние треба духовниот човек да го разградиме, да го разбудиме, да се намалува телесниот човек, да расте духовниот. Ние зборуваме за духовно општење и преку верата. Што е тоа вера? Е добро прашање. Преку верата Христос да се всели во срцата наши. Ете го стихот, земи го тој стих. Преку верата Христос да се всели во срцата наши. С Исус да живее во тебе. Тоа не е фраза што кажува апостол Павле. Тоа е суштинско однесување. Тоа е да го оставиш стариот човек на крстот. И тоа е болен процес на умирање на себе си. Да почнеш да ги менуваш однесувањата кои си ги правил од себе љубие во љубов кон се, кон сите, да простуваш, да не осудуваш, да се покаеш, да ја прифатиш Божјата волја, да го бараш Царството Божјо и да работиш за Царството Божјо, да го шириш Евангелието на мирот, да бидеш жив сведок, жив камен во црквата. Преку верата Христос да се всели во срцата ваши. Дај Боже, Исусе, дојди во моето срце
и помогни ми да вкоренети и утврдени во љубовта, да можеме да разбереме со сите свети и вкоренети и утврдени во љубовта, што е ширина, што е должина, што е длабочина и височина на ова слово, да го разбереме. Ти знам многу луѓе кои мислат дека се христијани, немаат љубов, го цитираат словото, го раскажуваат словото, се гаѓаат како со камења со цитати. Другите па прават обреди, тоа што им одговара го разбира, тоа што не им одговара. Видете, ние не зборуваме за ние што сакаме, ние зборуваме за неговата волја во нашите животи. Тој процес не е едноставен. Ти да немаш своја волја, да немаш своји желби, да благодарствуваш, да благодариш за се што доаѓа, за се и доброто и лошото, да прифатиш се, да се радуваш со се што доаѓа, да бараш сила од него да надвладееш, да победуваш со љубовта. Значи, вкоренети и утврдени во љубовта, да можеме да разбереме со сите светии што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја осознаеме Христовата љубов, да ја осознаеме што го надминува секое знаење. Значи, да ја осознаеме Христовата љубов. Како се осознава? Па ти кој ќе почнеш да ги љубиш сите. Ќе видиш незината сила, за да се исполниме со сета полнота Божја, со сета полнота како Исус. Исус да живее, Он да зборува, Он да ги врши делата. Знаете, а луѓето зборуваат од себе, проповедаат од себе, подучуваат од себе, постапуваат од себе и мислат дека се во Исус. Па молитвата го кажува, нека биде Твојата волја, Татко мој, не мојата. И луѓето мислат тоа што тие го сакаат дека е Божјата волја, дека тие се Бог. И тоа е она сатанското, зашто сме паднати. Не се покоривме на Отецот Небесен, го избравме сатаната, паднати сме на земјата. Имаме малку време да научиме да ги љубиме сите. Повели и љуби, сакаш да бидеш христијанин, а на оној кој според силата што во нас действува, да дозволиме да не направи силен, да действува во сила, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Може да изврши се. Да изврши се. Памтете го тоа. Нему нека му е слава во црквата. Славата во црквата е негова, зашто тогаш тие слават други светци, богородици, преку Исус Христос. Преку Исус Христос е неговата слава. Него треба да го славиме, не други. Во сите родови и сите векови. Во сите родови и во сите векови. И знаете, тие сега слават. Слават и друго нешто. Во Откровение добро е пишано. Интересно е. Тие што му се поклонија на ликот над зверот. Ликот над зверот. И тоа е интересно. Е се она што му се поклонува, што не е Исус. Слики, фотографии, градби, временски периоди, херои, јунаци, музичари, актери, цареви. Тоа е ликот над зверот. Му се поклонуваш, револуционери. Што правам јас на земјата? Преку Откровение му се соопшти на апостол Павле. И кога добиваш поука во духот, тогаш ти сеќаваш дека тука има сила, дека го разбираш словото, дека тоа е живо. Што правам на земјата е добро прашање. Зошто сум овде? Зошто сум јас овде на земјата? А имам горе Татко Небесен. Што треба да направам? Тоа е битен момент. Јас гледав, имавме една визија. Се распаја светот и луѓето врескаат. Што ми правиш? Зошто сме ти сгрешиле? Што сме ти сгрешиле? Врескаат. Што треба да направам? Зошто мојот татко е на небесата? Пазете, а јас се мачам на земја. Секој има по некоја мака. Ретко кој така мислиш ужива, тој се другира или не знам што прави. Или пие апчиња. Ние имаме стиг дека сатаната е фрлен и паднат на земјата. И има малку време. Тоа си ти, брате. Ти си тоа. Два типа. Две суштествувања има. Синови ѓаволски, синови човечки, синови телесни, тоа е едниот тип, и синови Божји. Тие што го примиле Исус во срцето. Што ги води Духот Божји. Што се потполно исполнети, како рече. Што се исполнети
за да се исполниме со сета полнота Божја, осознаени во Христовата љубов. Дали си сонувал како паѓаш и леташ? Знаете, кога паѓаш е страшна работа. Паѓаш, тоа е падот, твојот пат од духовниот свет во телесниот. А кога леташ, не сакам да се разбудам. Сакам да се вратам во духовното царство кај мојот татко. Зошто сум овде во оваа долина на сенка смртна? Ние гледаме како се разградува полека светот е кинисан и нема спас. Кој сум и зошто сум? Кој сум јас? Син ѓаволски сум, син сатански, син човечки? Или сум син Божји? Тоа е прашање и одговор за живот и смрт. За живот и смрт не е сеедно што ќе избереш. Дали ќе останеш во своето, во телесното? Дали ќе живееш? Или ќе го избереш Исус? Дали ќе останеш и ќе живееш? Или ќе останеш во телесното и ќе умреш? Исус им вели на евреите: избраниот народ, вашиот татко е ѓаволот. Пазете. Размисли кој е твојот татко. Чиј си ти? Кој те создал? Ти вдахнал дух животен, за да станеш жива душа. Слава ти, Господе Исусе Христе. Кому му припаѓаше работа на тоа, дали ќе живееш по смртта или не. Син човечки си, падната природа, или син Божи. Нема меѓу простор. Кому му служиш, себе си или на Исус Христос? Чија волја исполнуваш? Ти дава еден денаретен живот, се враќа, ти си го закопал во земја, си живеел само за себе и ти го зема. Тој направил 5, спечаил тој 7, му дава 7. Својата или неговата волја ја исполнуваш, тој е одредница. Одредница. Дали ти работиш за Исуса или за себе? Дали се слушаш себе си, си служиш себе си, себељубие, или работиш за Царството Божјо, му служиш како апостол Павле што вели. Знаете, дали му припаѓаш на Исус или на себе си, на паднатата природа на Сатанас? Кој е твојот отец е важно. Не зборуваме за Бог, ние зборуваме за Татко, кој слезе на земјата и се жртвуваше за да плати за моите гревови, за твоите гревови и гревовите на сите луѓе. Добриот пастир нема да дозволи ниту една овца да биде загубена. Крвта Исусова ја прелеа, а во Исус пребиваше Отецот со сета негова полнота. И ти пак ќе дојдеме до тој стих. Слава ти, Исусе, да ја осознаете Христовата љубов. Ефесијаните 3:19, што го надминува секое знаење, за да се исполните со полнотата Божја. Слава ти, Господи Исусе Христе. И ете си на раскрсницата, секој од нас, меѓу тесниот пат што води кон животот, Исусовиот пат, патот на љубовта, да му предадеш се на Исус, да се насели во твоето срце преку вера, и широкиот пат што води кон смртта, тоа што сакаш ти јадеш од дрвото, на познанието на доброто и злото, и знаеш што е добро и зло, и затоа овој свет е кинисан, затоа што сите знаат што е добро и зло. Значи, имаш слобода да избереш по собствена волја. Затоа сме ние овде. Избираш живот или смрт. Во Исус избираш живот, во себе си избираш смрт. Исус или себе паднат телесен Сатанас. Тоа е изборот. Или Исус, или себе паднатиот. По извесен период повторно ќе паднеш. Ќе изгубиш силата, ќе откаже некој дел од твоето тело. Ќе почнеш да овкаш и да викаш зошто ме остави. Отче, зошто ме остави? Колку време во животот си посветил на Исус да го слушнеш што ти зборува, што напишал овде. Како да научиш да ги љубиш сите. Како да научиш да љубиш се што доаѓа кон тебе и да се радуваш. Дали си избираш себе или паднатиот телесен ти сатаната? Твојот татко е на небесата. Твојот татко, без разлика дали ти го знаеш или сакаш да го прифатиш тоа, а ти си во оваа долина на сенка смртна, дното на земјата. Сакаш ли да се вратиш на твојот вистински отец, на твојата вистинска духовна природа, да научиш да ги љубиш сите, да добиеш сила од озгора,
да станеш слуга Божји, сотрудник Божји, сонаследник Божји, пријател Божји, син Божји, соучесник во неговата слава на небесата. Ако го сакаш тоа, тргни по Исуса Христа. Ова се прашања кои слегуваат во дух, за да разберете дека не сме дојдени на земјата да си го тераме својот живот. Значи, повторно ќе ви ја раскажам метафората, приказната. Господарот на тројца слуги им дал по 1 денар и заминал. Тоа е твојот живот, твојата душа, духот што ви е даден. Едниот го закопал во земја, си го држал за себе, тесно срце. Другиот направил 2 денара, третиот 3 денара, направил нешто за Исуса. На тие што направиле по неколку им дава, на тие што не направиле, што се држат само за себе, им се одзема. И потоа одиш во нов циклус, првата смрт, телото оди во земја, затоа што телото е земјано, подпишано е, човекот е од земја, прав и пепел е човекот и земја, кал. Му е вдахнат дух во душата, душата треба да избере меѓу земното, смртното и небесното, духовното, да се разбуди духовниот човек. Павле му стана слуга според дарот на благодата на Исус Христос. Тој е христијанин, да служиш за Исус. Преку откровение му е кажена тајната, која претходно не беше. Тоа се одредени мисли кои доаѓаат кога ти работиш за Исус. А јас ги запишувам на хартија. Слава ти, Исусе, по неговата волја. Слава ти, Господи Исусе Христе. Потоа имаме најмалиот од сите свети, став на Христов апостол. Не сум достоен. Знаете, и преку верата Христос да се всели во срцата ваши. Дај Боже кај секого што слушате денеска, Исусе, дојди во моето срце, та вкоренети и утврдени во љубовта. Да се вкорениш и утврдиш во љубовта е важен момент, да можеме да разбереме со сите свети, тие што се во Исус, што е ширина и должина, што е длабочина и височина, што е горе на небото, нема време, простор и свес како овде, се е едно. Отецот е се присутен, ти пребиваш во Отецот и Исус, се претопуваш во дух. Ти стануваш дел од таа се присутна љубов и да ја осознаете Христовата љубов, што го надминува секое знаење. Секое знаење. Тоа што треба да научиш знаењето е љубовта. И потоа ќе доаѓа, за да се исполните со сета полнота Божја. Нема потреба да ги учиш овие стихови, да ја знаеш содржината. Доволно е да почнеш да чекориш во Исусовата љубов, а на оној кој според силата што во нас действува. Ако дозволиме да действа, може да изврши изобилно се, да му ја предадеме власта во својот живот. Он да владее неговата волја. Он да не учи да го оставиме стариот човек на крстот. Да се облечеме во љубовта, да се облечеме во свадбена облека. Може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Слава ти, Господи Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос заповедувам да излезат од сите што ќе речат сега: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Сите демони, болки, болести, страдања и да не се вратат повеќе ако останеме во Исусовата љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе, брате и пријателе. Светот е кинисан, се случува Армагедонската битка. Видете како се разградува еден народ. Овде кај нас во Македонија сега негираат дека постои Македонија, македонски јазик, дека тоа било територија. Иако полуостровот се нарекува македонски, иако Исус запишал македонец Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски, со мене беше и Аристрах, македонец од Солун. Тие го негираат тоа, тоа е сатанската природа. Немаат доволно љубов без Исус, ниту да се љубат себе си, а камоли да го љубат ближниот свој како себе си. Имаш можност додека си на земјата, тој денар да го направиш 2 денара, да повикаш: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите. Никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Дојди и научи ме да работам за Царството Божјо, да го барам Царството Божјо, да ги љубам сите, да победувам со љубовта. Исус напред, ние по него. Бегај
od Makedonija satano i ne se vrake poveke. Makedonija je zemlja na Isus Hristos pišana i imenuvana. Nije sme Makedonci Isusovi. Koji si ti što ke kažeš deka nema Makedonci? Nije sme duhovna sostojba. Makedonec je čovek koji go povikuva Isus. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Isuse, dojdi vo Makedonije i pomogni mi. Dojdi vo site srca i pomogni im, što ke reče amin, doprete se kada što ve boli. Isuse, ti možeš da me isceliš. Isceli me, Gospod Isuse Hriste. Dojdi vo moje to srce i nauči me da prostuvam, da ne osuduvam, da se pokajuvam, da je prihvatam Božjata volja, da rabotam za carstvo to Božjo i da ljubam. Amin. To Božjo carstvo nevesno. Za sekogaš Isus, slava ti, Gospod Isuse Hriste, i radosta Isusova vo vas da bide polna. Amin. Raduvaj se, raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, raduvaj se, vo Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja,